Добар ден. Иако Никола Груевски на различни начини најавуваше дека веднаш по констатирањето на оставките власта ќе распише вонредни избори за пополнување на испразнетите места на опозицијата, тоа не се случи. Со денешната одлука да не се констатираат оставките на пратениците, може слободно да се заклучи дека Груевски е подготвен да разговара за барањата на опозицијата. Од тука, следно што се очекува е одржување средба на која што председателот Заев ќе ги соопшти барањата на опозицијата што ќе можат да бидат теми за евентуалните можни разговори за надминување на последиците на нерегуларните избори. Потенцираме дека политичкиот диалог што се водеше помеѓу власта и опозицијата изминатата година и договорите што беа постигнати не беа практично реализирани. Напротив, беа несовесно злоупотребени од страна на Груевски. Затоа, се што евентуално би се договарало во иднина, ќе се смета за договорено, само ако во спроведувањето на договореното биде целосно вклучена опозицијата и при тоа гарант ќе биде представник на Европската Унија. Благодарам. Поведете со прашање. Не, Социјалдемократскиот сојуз, како што веќе знаете, обстојува на тоа дека нема да се врати во собранието, додека евентуално не биде постигнат некаков си договор. Има расположение за одликување политички диалог? Очекуваме дека премиерот Груевски ќе го повика председателот Заев, како што веќе кажавме, на евентуална средба. Рековте ќе ги соопшти условите, тоа значи има различни услови од овие кои што ги соопштивте вечерта по одржувањето на изборите. Рековте да го повика на средба на која што председателот Заев ќе ги соопшти условите за децитират. Не, условите се исти. Значи техничка влада Молам? Не би коментирале сега, би почекале понатаму. Пак велам да почекаме кои ќе бидат следните чекори. Други прашања? Значи, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија цврсто стои на ставот за непризнавање на изборниот процес и за неприфаќање на пратеничките мандати. Од тука тие одлуки се, како што знаете, едногласно добиени и изгласани од страна на Централниот одбор и на Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз како највисоко тело. Зад оваа одлука стојат речиси сите кандидати за пратеници на Социјалдемократскиот сојуз, кои што одважно и достоинствено одбраа да ги штитат државните интереси и истите да ги стават пред се, а не пред своите лични интереси. Доколку споменатите пратенички одлучиле да се раководат од лични или од други интереси, иако мандатите кои што им беа доверени се врз основа на одлуки кои што се донесени од страна на органи на Социјалдемократскиот сојуз, во статутот на Социјалдемократскиот сојуз постојат одредби за регулирање на начинот на членување, ако не се почитуваат одлуките и ставовите на органите на Социјалдемократскиот сојуз и според тие одредби ќе биде постапено. Може да бидат исклучени од партијата? Пак велам, статутарни се тие одредби. Дали имате разговори со представници на Европската унија, може да зададете? Кажавме се во врска со ова прашање содржано во изјавата денешна. Тоа е прашање кое што на премиерот ќе треба да му го поставите. Немаме ние што да сметаме, имавме експлицитен став од кој што очигледно се отстапи.